Бубо, кај си Бубо? Кажи бе, Жаре, Го чекам Горас да дојде да ти кажам и ќе готвиме нешто. Ама пред да дојде ми треба малце инструкции од аспект на безбедност. А ти си експертот, така ми рекоа. тоа обавезно, тоа е задолжително, не само што е задолжително и казниво е бе. Али имаш среќа, стално се упатуваш на права адреса. Така да ќе бидеш не само услужен, него и гледачите покрај тебе ќе научат како да се заштитат овие кризни моменти. Аха, што е најважно кажи ни прво? Аха. Сега не го правиш. Го гледаш овој овчарот, тука на кучето. Кој е вој бе? Овој овчар со куче. И кучето му е црно-бело. И го викале у партизан и не сакал да му го дава на партизан, па почнав да му го фарбам црно, че малку ми остана се, гледаш. Ке го добоиш. И му го направам караман и си остане тука, пошто караманци се наши македонска автохтона сорта. Слушај, ова на очариве многу мангупски беше. Шо специјални некакви. Овие се све види, сунце се не види. Сумеја се од домашна атмосфера. Опа! И ти си спремен за заварување како комшијава. Го слушаш? Слушај, не за заварување, сега со ова што искочија новите варианти за заштита, сите ќе бидеме спремни за заварување. Имаш... Да не дојде ред само да бидеме у скафандери за полетување сите. Да. За наместират или на Марс. Слушај, шо совет ќе ни даеш вака, како да се заштитиме од коронава? Шо е најважно? Совет ќе ти дадам. Значи, сум ти кажал стално, ако ти откаже некој, стално можеш да рачунаш на мене. Прво. Да. Второ, значи, основна работа, на која што мораме да мислиме и не смееме да никако да го изоставуваме, тоа е маската. Аха. Ракавиците сега, за да полесно да манипулирам, не ставам ракавици. Една сега ќе почнеме со една купечка маска, да речем, нормална маска за заштита, на едното уво, па на другото уво. И сега ќе ги извадиме овој случај на очарите за полесна манипулација. Така. И сега сме заштитени. Тоа е основната варијанта која што практикуваме сите. Така. Меѓу тоа што се случува, не можеш да најдеш маска, така? Апсолутно. Или се продале. Идеш на алтернативни варијанти. Прва алтернатива, втора алтернатива, стално мораш да имаш план Б. Али сега додека ми е стаена маската, прво да ви кажам како оваа маска и оваа заштита, доколку не е оние N95 маската, како можете да ја направите да биде, да речеме, визир. Аха. Ние овие ги викавме презервативи или куртончиња за листови. Презервативи за листови А4. Така. Можеш да ставиш, зависи колкава ти главата. Можеш да ставиш овака. Низ дупчињата пропнуеш ластика. Аха. Ластик дупчињата и го врзуваш горе. И го ставаш тука. Фантастично. Тоа ти е прва варијанта. Втора варијанта, ако си на сонце, истото, значи ете, ти си на сонце сега. И имаш варијанта оваква. Ги земаш на очарите. Добро. На очарите ставаш исто визир. Ева втората Со варијанта. користење на обични штипки. И обични штипки, такозвани дрвени. И имаш сега комплетна заштита. Ако си у кафана, сега бидејќи рачунам дека кафаните ќе ги пуштат набрзо, Така. ако си у кафана, имаш само ова. Опа! Пиеш, али ќе ја извадиш маската прво. Да. Оти ќе ја направиш партал и после не само на качите, него и на маската ќе имаш жуто. Значи тоа си тие варијанти. Една од поквалитетните варијанти, значи оваа маска у секој случај стои. Една од поквалитетните варијанти е со 5 литарско шише од вода. Или го сетиш газа и го набиваш цело горе. Добро. Да, и од горе дише тоа. У кој случај си заштитен од сите страни? Да, од сите страни си заштитен. А имаш варијанта која што може секој да се направи домот и не пијат сите по 5 литра вода. Така. Од одното шише пластично
го сечеш, Опа. ова у случајот више направено за да не губиме време. Го ставаме тука, имаш комплетен визир, заштитна маска тука и работата ти е комплетно завршена. И за да не те препознаат или фризурата ако не ти е спремна, имаш додаток. Ова се више модни детали, Така е. кои се практикуваат зависно од тоа, потребите и зависно од тоа кој како си го сача живот. И сега идеме на најболите варијанти, барем според мене, најзлобливи. Но тоа не е се. Но тоа не е се. Ово е направено од Marks and Spencer гачи, боксерки. Ја, например, од моите вадам 8 овакви маски. Ова се става тука и после пак идеме иста варијанта со визирот, со дали со пластичното шише или нешто друго. Да. Имаме варијанта со боксерици. Боксериците у случајот се 4XL. У кој случај ако немате Маркс и Спенсер може било кој? Било кој. И друга многу битна работа за оваа ситуација, не е битно колкави се боксериците, битно главата да не ти е многу голема, ако биде како мојата, ќе мораш да бараш 4XL боксерици. Да. Ево ака. Опа. Го ставам тука ова, па идеме позади малку да го завртиме и идеме овоа, сега ја малку брза, може нема најболје да го направам. Бубо, генијално е ова. Сега маскиран и пак модниот детај за секој случај. Фантастично. Што е најинтересно од секој случај за машката популација. Значи, ако се работи нормална машка популација, мислам, идеме со женски овако гакички и идеме на оваа варијанта. Ова е наједноставно за употреба и за местење. Го имаме ова. Сега што има тука еден мал проблем, али например, ако ти е главата доволно голема како мојата, онда ти и зениците пораширени и можеш да гледаш од двете. А иначе може да ти го сечат погледот на пола. У тој случај интервенираме пак со штипка, за да не смета на погледот, и штипката можеме да ја користиме у случај некој ако те закача, можеш одака тинг да го штипнеш 2-3 пати. Тинг со штипката. Така, дингира со штипката у глава и завршена работа. После тоа вадиме штипката. Сега, ја не успеав да најдам дома, ама им препорачувам на другите да пребараат дома, ако случајот користат оваа маска, да пребараат танга, мора да има некаде. Мора. Танга обаче биде многу тенко и не смета уопште на гледањето напред, и в тој случај имаш и поширок поглед. Апсолутно. Танга му е мајката, Бубо. Танга, танга, без разлика, што ќе ти се падне. Докторе Каров, објаснивте све, ја немам што да додадам. Мислам дека на народов му е многу полесно после ова. Жаре, ако не прекинеме тука и ја немам више што да додадам. Да си жив и здрав. Фала на овие совети. Вие да сте живи и здрави и сега шегата на страна им препорачувам на сите да се стрпиме уште малку. Мислиме дека ќе биде уште малку, али од нашето трпение ќе зависи дали ќе биде малку или ќе потрае ова. Така е. Така да со надеж дека што побрзо ќе заврши и со надеж дека животот ќе се нормализира. Поздрав до твоите гледачи, поздрав до тебе и до твојата екипа и да сте сите здрави и живи доживотно. Поздрав цела фамилија Карови, Бакнежи. Чао, Бубо. Чао.